Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Бесплатно запишување права на собственост во 29 катастарски општини. Вози одговорно, животот е во твои раце. Нова кампања на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Отворени вратите на манастирот Свети Димитрија. Се очекува илјадници граѓани вечерва да запалат цвеќа за здравје. Катастарот годинава ќе врши бесплатно запишување на собственички права на недвижности во 29 општини. Оттаму апелираат сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во општините опфатени со програмата да поднесат пријава до надлежното одделение. Во 29 општини во руралните средини, катастарот годинава ќе врши бесплатно запишување на собственички права на недвижности. Со усвоената годишна програма, меѓу другите, предвидено е катастарското одделение во Велес да врши бесплатно запишување на правата на собственост за катастарските општини Горно Врановци, Долно Еболчиште, Теово, Орешене, Жилово, Буслица, Папрадиште и Подлес. За овие катастарски општини Агенцијата за катастар на недвижности се уште прима барања, односно пријави од граѓаните и правните лица за катастарските општини кои што се опфатени со годишните програми за ажурирање од 2014 и 2015 година. Од Агенцијата за катастар на недвижности апелираат до сите граѓани и правни лица кои поседуваат имот во катастарските општини опфатени со програмата да поднесат пријави за бесплатно запишување на собственички права на недвижности. Ја користам оваа прилика да ги повикам граѓаните и другите правни лица кои што поседуваат имот во катастарските општини опфатени со програмата да поднесат барање, односно пријава до одделението за катастар на недвижности Велес, до одделението за катастар на недвижности Велес и кон истата да приложат потребна документација, односно пресуди, договори, наследни решенија, акти на државни органи, поседовни листови и слично, пошто катастарот ќе изврши бесплатно запишување на правото на собственост и ќе се изврши воедно идентификација на катастарските парцели. Во Македонија има вкупно 4.047.000 катастарски парцели, а 9,9% се со неутврдени права на собственост. Во изминативе 2 години се вршеше впишување на парцели во 104 катастарски општини од вкупно 205 катастарски општини, каде што процентот на неутврдени права на собственост е поголем од 20%. Во тие 2 години мерката ја искористиле околу 10.000 граѓани и правни лица, на кои бесплатно им е утврдено правото на собственост на над 16.000 катастарски парцели. Заедно со програмата за годинава досега се опфатени 133 катастарски општини, а со наредната програма треба да бидат опфатени останатите 72 општини. Бесплатно ќе се запишуваат и незапишаните права на недвижностите во неколку општини од Тиквешкиот регион, односно од општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Бесплатно ќе се запишуваат незапишаните права на недвижностите во неколку општини од Тиквешкиот регион. Директорот на одделението за катастар на Неготино Јордан Паунов денеска ги повика граѓаните и правните лица од општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија, кои поседуваат имот со незапишани права на собственост, да поднесат барања до одделението на Агенцијата за катастар на недвижности за бесплатно запишување на правата на собственост врз недвижностите. За нашиот овде Тиквешки регион, кој ги опфаќа катастарските општини, кај што се протега стварната и местната надлежност на одделението за катастар на недвижности Неготино и одделението за катастар на недвижности Кавадарци, ќе бидат запишувани правата на недвижностите во следниве катастарски општини, односно на територијата на општина Неготино и Демиркапија, поточно сега ќе кажам за територијата на општина Неготино, ќе бидат запишувани правата на недвижностите за послужбена должност за КАО Липа, КАО Брусник и КАО Пештерница. За општина Демиркапија тоа се КАО Иберли, Кошарка и Челевец. Овој процес интензивно започна да се спроведува во 2013 година со направените измени на Законот за катастар на недвижности. Од оваа година владата на Република Македонија носеше годишни програми за сите наредни години за запишување на правата на недвижностите во катастарските општини, каде запишувањето било околу 20%. За катастарот во Кавадарци, тоа се катастарските општини во Кавадарци и тоа
као Бохула, као Фариш, као Драдња и као Рожден. Ја користам оваа можност да ги повикам граѓаните и правните лица кои поседуваат имот со незапишани права на собственост опфатени во програмата за 2016 година да поднесат барања, односно пријава до оделенијата во чија надлежност се катастарските општини. Предвидени се нови 29 катастарски општини каде оваа година бесплатно ќе се запишуваат правата на недвижностите. Граѓаните треба да поднесат барање и целокупна документација со која располагаат, а се со цел да го докажат своето право на собственост над недвижниот имот. По паузата која што двете спротиставени групи ја направија поради државните и верските празници, вчера се вратија на улиците во Велес. И двете организации не отстапуваат од своите барања. Од протестирам бараат да се повлече аболицијата, а од ГДОМ одржување на предвремените избори на 5 јуни. Со едноминутно молчење во чест на револуционерот Голце Делчев започне синокешниот протест на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Пред споменикот на елинденците и пред толпата која и овој пат испадна да го поддржи ГДОМ, историчарот Слободан Ников порача дека потребни се избори за отстранување на темниот облак кој надвиснал над Македонија. Не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавството на своите од македонскиот, мисла на Гоце Делчев, преку која Ников порача да престане делбата помеѓу народот. Да се одбраниме од оваа зло, од овој темен облак што е надвиснат над Македонија, кој што сака вечно да биде за темната Македонија, да ја нема, да не грее сонце над Македонија. Меѓутоа, за тоа пред нас има еден датум, тоа е 5 јуни, кој што треба да испаднеме на избори, граѓаните да одлучат за која политичка опција ќе биде понатаму на власт. И граѓанската иницијатива Протестирам и шарена револуција синоќа повторно го изразија револтот против, како што велат тие, автократното и корумпирано владење на власта. Велат причините за протестот се исти. Поддржувачите на Протестирам 9-ти ден излега на улиците да го искажат незадоволството. Тие протестот го започнаат пред кружниот тека Јавона, па се долж главната улица Благој Ѓорев до центарот на Велес. Барањата остануваат исти, не се откажуваме, не се повлекуваме, улицата е нашиот втор дом и очекуваме брза разврска во текот на оваа недела. Протестирам и шарената револуција ги споија барањата. Барањата на шарената револуција се протестираме против автократното и корумпирано владење олицетворено во Никола Груевски. Протестите се ненасилни и мирни. Протестирам и шарената револуција најавија дека протестите ќе продолжат во петок. Вози одговорно, животот е во твои раце е името на кампањата наменета за млади лица со цел запознавање со причините и последиците од сообраќајните несреќи. Проектот е во имплементација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со средните училишта низ Републикава. 20 км на час повеќе од дозволената брзина ми го променија животот, здобивајќи се со траен инвалидитет. Вака ја започна својата животна приказна Хакија Микик. Тој пред 26 години, заедно со неговиот колега, не почитувајќи ги сообраќајните правила, настрадал во сообраќајна несреќа, која кај двајцата оставила белег, што за секогаш ќе го паметат. Тие 20 километри брзајќи се да стигнавме до што стигнавме? Стигнавме до инвалидски колички. Затоа пак апелирам до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните знаци. Ако треба и поспоро да возат од сообраќајните знаци, ќе стигнат. Ќе стигнат без никаков проблем. Ако возат побрзо, може, не дај Боже на никого да му се случи тоа што ни се случи на нас. Вози одговорно, животот е во твои раце е името на кампањата наменета за млади лица со цел запознавање со причините и последиците од сообраќајните несреќи, причините за неодговорното однесување и предизвикување на сообраќајна несреќа. Оваа насока да разговараме со младите од гимназијата и да ги запознаеме со причините и последиците од сообраќајните несреќи, односно причините за неодговорно однесување и предизвикување на сообраќајни несреќи
И сето ова е во пресред на матурските вечери. Тука сме и да ги подучиме матурантите да бидат поодговорни за време на матурските прослави, да не идат со возила. Први кои секогаш пристигнуваат на местото на несреќата е итната медицинска помош. Токму затоа како институција се вклучени во проектот, се со цел да помогнат во подигање на свеста кај младите за безбедно и правилно учество во сообраќајот. И статистичките податоци кои што ги имаме во 2015 од вкупно 1152 сообраќајни незгоди, најголемиот број е ке млади лица, посебно во машката популација, каде што 30% биле во алкохолна состојба. Целта што е, значи преку оваа превенција која што е клучна јавното здравје и сообраќајот и безбедноста во сообраќајот е клучна за секојдневниот живот, посебно за младите лица, да успееме да допреме до нив, како да се тие само заштитат како учесници во сообраќајот, а индиректно да ги заштитат и сите останати кои што се присутни во сообраќајот. Проектот вози одговорно животот е во твои раце е во имплементација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со средните училишта низ Републикава. Првиот четврток и петок по Великден манастирскиот комплекс Свети Димитрија ги пречекува верниците кои го празнуваат празникот Источен петок Балаклија. Велешани со години наназад ја чуваат оваа традиција и масовно го посетуваат манастирот и околните цркви. Според традицијата, првиот четврток и петок по Великден во манастирскиот комплекс Свети Димитрија, кој се наоѓа на неколку километри од Велес, православните христијани денес и утре го празнуваат празникот Источен петок Балаклија, посветен на Пресвета Богородица. Години наназад велешани масовно ги посетуваат трите христијански храмови Свети Димитрија, Света Петка и Свети Никола. И според христијанските обичаи палат свеќи за здравје. По повод утрешниот празник Источен петок Балаклија, вечерва во манастирот Свети Димитрија, митрополитот Повардарскиот ангел во сослужение со свештеници од Повардарската епархија ќе одржи вечерна богослужба. Денеска е голем ден, Свети Димитрија се оди на манастир, целиот народ оди, и од кавадарци, и од Прилеп, што го знаат манастирот. Убав ден, утре е фактички празникот, ама денеска спроти празникот се оди. Па Свети Димитрија, убав празник е, македонски, православен. Од секогаш си идеме тука за здравје. Моите стари биле тука, служеле за здравје си до последно. Велешани со години наназад ја чуваат оваа традиција и масовно по Великден на манастирската слава го посетуваат манастирот и околните цркви. Источен петок е денот кога духовно го обединува градот Велес и неговите жители. Овој ден се прославува како слава на градот Велес, при што центарот на празнувањето е манастирскиот комплекс Свети Димитрија и околните цркви Света Петка и Свети Никола. И годинава се очекува и ујадници верници да ја посетат манастирската црква, да запалат свеќа и да се помолат за здравје на најблиските. Токму поради празникот и сообраќајот ќе има времен режим, почнувајќи од 17 часот па се до 1 часот по полноќ, од Стар мост до Клучката Каласлари, сообраќајот за сите моторни возила ќе биде забранет. Пети мај се одбележува како светски ден за хигиена на рацете. Оваа година кампањата е посветена на вработените во болничките установи. Илица Радевска ги има деталите. Неправилното миење раци и нехигиената е главен причинител за појава на разни заразни заболувања, велат здравствените власти. Истражувањата на Светската здравствена организација покажуваат дека огромен процент од населението во светот, иако се грижи за хигиената на рацете, миењето го прави погрешно. Светска здравствена организација 2009 година издава еден гајдлайн или водич во кој што детално ја разработува постапката како треба да се мијат рацете. Што значи самите неколку чекори во техничкото изведување на мијањето на рацете треба да го усвојуваме и да го презентираме уште кај нашите најмлади членови од популацијата.
5 мај се одбележува како Светски ден за хигиена на рацете. Оваа година кампањата е посветена на вработените во болничките установи. Според истражувањата, утврдено е дека нехигиената на рацете кај здравствените работници е главен причинител за појава на интрохоспитални инфекции кај пациентите кои болнички се згрижени. Наша одговорност како здравствени работници е да обезбедиме и гарантираме безбедност на пациентите кои што доаѓаат во болниците за социјални добивање на соодветно здравствена згрижување. Во тие рамки треба да обезбедиме и безбедноста од ширење на болнички стекнати инфекции. Пред здравствените работници од неколку градови беа презентирани истражувањата и препораките на Светската здравствена организација за потребата од зголемување на нивото на хигиена. Пензионерите од општините од Повардарието учествуваа на 14-тата поред регионална ревија на песна, музика и игри што се одржа во Велес. Целта на манифестацијата е дружење затоа што тоа е нешто што најмногу им недостига на луѓето од трето доба. Велес е домаќин на 14-тата регионална ревија на песни, музика и игри, што ја организира Сдруженијето на пензионери од Македонија. Годинава гости учесници се и пензионерите од Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Гевгелија, Валандово, Дојран и Богданци. Целта на манифестацијата е пред се дружбата, затоа што на пензионерите од третата доба дружењето е тоа што недостига најмногу, вели председателот на Сдруженијето од Велес, Веле Алексовски. Во рамките на Комисија за култура, културно-забавен живот, да активностите што се работат во цела година, да покажа што да чуеме меѓу ова се интерздруженијски средби. А на ниво на република се знае, тоа се републички. Домакините годинава се представија со драматизирани патриотски песни посветени на гимиџиите. Односно едната е на братот на гимиџијата на Миле Јорданов, химната на Велеше. Ќе испееме само една строфа, ќе испеат моите колеги. Но ќе видиме како брат Морце со Борис Арапов, со Шатев одат во Париз, собираат пари за атентатите. Најдобрите 3 изведби ќе земат учество на републичката ревија што ќе се одржи на 7 јуни во Домот на армијата во Скопје. Идната година Кавадарци ќе биде домаќин на 15-тата републичка ревија на песна, музика и игри. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска со орден за воени заслуги ги одликува единицата за специјални задачи и единицата за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи. До ноќеска на полноќ политичките партии ќе можат да достават предлози за членови и нивни заменици на избирачките одбори до општинските изборни комисии. До ноќеска на полноќ политичките партии ќе може да достават предлози за членови и нивни заменици на избирачките одбори до општинските изборни комисии заради формирање, односно евентуално дополнување на избирачкиот одбор со нови членови и заменици. Обврската за тоа е во согласно со роковникот на Државната изборна комисија за спроведување на предвремените парламентарни избори на 5 следниот месец. До 9 мај 2016 година иселениците кои сакаат да го остварат своето избирачко право на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 5 јуни може да поднесат пријави за гласање. Пријавата е објавена на сајтот на Државната изборна комисија. Потребно е да поседуваат валиден македонски пасош или валидна македонска лична карта, документ за престој во земјата каде што се иселени, пријава за гласање во најблискиот конзулат или амбасада, како и барање за запишување во избирачкиот список. Очекувањата се дека за изборите на 5 јуни околу 20.000 гласачи од диаспората ќе се пријават за гласање. Со последните измени на избирачкиот законник, пратениците од диаспората ќе се избираат по пропорционален модел во една изборна единица. Потребниот минимум гласови за да биде избран пратеник од диаспората е 6400. Тоа значи дека диаспората може да има максимум 3 пратеници. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска со орден за воени заслуги ги одликува единицата за специјални задачи и единицата за брзо распоредување при Министерството за внатрешни работи. Со медал за храброст посмртно ги одликува и 8 теми на припадници на безбедносните сили на МВР, кои на 9 мај минатата година загинаа при антитерористичката операција во Куманово. Иванов истакна дека бранејќи го осумзрачното сонце, 8 херои ги положија животите за Македонија. Тие
Тие спречија дестабилизација на државата и конфликт, што можеше да има несогледливи последици за мирот, безбедноста и стабилноста на Македонија и поширокиот регион. Шефот на македонската држава оцени дека е крајно време да се отфрли духот на поделбите, нетрпеливоста и омразата кон политичкиот противник и конечно сите заедно да се сплотат околу државниот интерес, истакна Иванов. На доделувањето на ордените присуствуваа министерот за одбрана Зоран Јолевски, заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков, припадници на безбедносните сили и членови на семејствата на македонските херои. Грчката влада разработи план за евакуација на бегалците од кампот Идомени. 3 ракети се истрелани врз турскиот пограничен град Килис. Ова е светот денеска. До крајот на мај грчката влада разработи план за евакуација на бегалците од кампот Идомени, предупредувајќи дека доколку тие не бидат преместени оттаму во други организирани прифатни центри, нема да им бидат обновени дозволите за престој во земјата. Министерот за миграција Јанис Музалес се сретнал со представници на хуманитарни организации и полицијата, за да им ги презентира плановите на владата кои имаат цел да стават крај на проблемот со бегалците на граничниот премини Идомени. Музалес побарал од нив соработка со цел околината на Идомени да биде расчистена од бегалците до 30 мај. Според последните информации, во Грција има 53.900 бегалци, од кои 10.124 се наоѓаат во Идомени. Останатите се наоѓаат во други региони на земјата и на островите. Три ракети се истрелани врз турскиот пограничен град Килис од сириската територија, што е под контрола на Исламската држава. Во нападот повредени се 4 лица, меѓу повредените еден е полицаец, а на ТВ снимките се гледаат оштетени згради и возила. Ваквите инциденти станаа редовна појава во пограничниот град, кој е дом на голем број сириски бегалци. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган вчера ја предупреди Исламската држава дека на секој напад врз Турција ќе биде возвратено. Оваа година најмалку 20 луѓе загинале, а десетици други се ранети во прекуграничните престрелки. Турската војска обично возвраќа во согласност со нејзините правила за војување. Времето денеска умерено облачно со повремено засилен северен ветер. Температурата во интервал од 3 до 11 степени. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно.